Крајот на годината вообичаено ги става документите за работа на јавното комунално предпријатие Водовод на надзор, што и како се сработило преку целата година, како и плановите за следната. Староновиот директор Љупчо Папазов вели дека ова е една од поуспешните години како за предпријатието, така и за градот Кочани и ветува нови успеси со исполнувањето на предстојните задачи. Кога сме на крајот од 2013 година, можеме да кажеме дека беше година со доста предизвици, во која успешно реализиравме неколку проекти, проектите финансирани од КФВ заемот, во делот на замена на дел од цевководот, замена на помпи во препумна станица и во комплексот Градовски Орман, замена на делот, односно изградба на нови зонски мерни места, замена на дел од мерните системи и замена на еден дел од цевковода. Значи, еден комплекс од мерки кој беше финансиран од КФВ банката. Во почетокот на наредната година пред нас стојат во првите месеци реализацијата на еден помал инфраструктурен проект финансиран од швајцарската агенција СЕКО во делот на изработка на експлоатационен бунар во комплексот на бунари во Градовски Орман, со што ќе овозможиме стабилност и соодветни доволни количини за експлоатација на вода за пиње за граѓаните на општина Кочани и оврската во делот на искористување на делот од средствата кои останатите комунални предпријатија кои учествуваа во проектот за финансиран од КФВ заемот не успеа да ги потрошат и да ги истојат тие средства на располагање. Комуналното јавно предпријатие Водовод аплицираше во висина од околу 700.000 евра на средства кои пред се ќе ги искористиме во замена на остатокот од цевководот, на приманиот цевковод, на кого се јавуваат сериозни загуби на вода и не го потенцира в моментот. Значи, еден од предизвиците со кои ќе треба да се справуваме и да се бориме во иднина е намалување на процентот на загуба на односно намалување на разликата на испорачената и фактурираната вода. Со следниот најприоритетен проект со изградбата на атмосферската канализација и со решавањето на проблемот околу отпадот, Кочани ќе биде еден од најквалитетните градови за живење во Македонија, додава